Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека врз основа на начинот на кој се работело во периодот од 2017 до 2021 година, општината денеска е должна да плати 127 милиони денари поради судска пресуда. Во објава на социјалните мрежи, Стевковски сподели дека од моментот кога бил избран за градоначалник, јавно се обврзал дека ќе биде транспарентен, директен и отворен со граѓаните, без да ги прикрива проблемите. Затоа, како што вели, денес се соочувале со тежок предизвик кој бил директна последица на недомаќинското работење на претходното раководство на општината. Имено повеќе правни лица кои поседувале важечки одобренија за градење на локацијата кај поранешниот Скопски саем и кои, согласно Законот за градење и Законот за градежно земјиште, уредно уплатиле надоместок за уредување на градежно земјиште, на 27.10.2020 година поднеле тужба против општина Газибаба пред Основниот граѓански суд. Претходното раководство на општина Газибаба издало нови одобренија за градење на друго правно лице. Истовремено ги огласило за ништовни одобренијата на правните лица кои веќе имале платено надомест за уредување на градежно земјиште, информира првиот човек на Газибаба. Наместо, вели, при огласувањето на одобренијата за ништовни да им биде вратен уплатениот надомест за уредување на градежно земјиште во износот 73.460.330 денари, тогашниот градоначалник не го сторил тоа и постапката завршила на суд. Додаде дека во периодот од 2017 до 2021 година во општина Газибаба се работело неодговорно, без визија, без грижа за јавниот интерес и без почит кон законите, истакнувајќи дека наместо во 2020 година да бидат вратени уплатените 73.460.330 денари, денес во 2026 година општината е должна да врати 127 милиони денари. Посочи дека се работи за сериозен финансиски и институционален предизвик, кој со право предизвикувал загриженост кај него, но им порача на своите служители да бидат спокојни. Општина Центар започнува со подготвителни работи за партерно и хортикултурно уредување на потегот во градски ѕид од Зелено пазарче до улицата Македонија, информираат од општината. А во рамки на активностите се отстранува дотраеното детско игралиште во делот зад објектот Краш. На истата локација ќе биде поставен нов проширен простор наменет за детска игра, со нови реквизити и подлога. Модернизацијата и уредувањето на овој простор беа дел од мојата програма. По барање на жителите, овој потег го уредуваме за да биде достоен за урбаното јадро и за нивните секојдневни потреби, порача градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски. На целиот потег ќе се изврши целосно поплочување. Дотраените и искршени плочи се отстрануваат, се поставуваат нови рабници како и нов кош на местото на постојниот. Предвидена е изведба на хидроизолација над подземните гаражи со цел решавање на проблемот со протекување. Со проектот е опфатено темелно хортикултурно уредување, поставување нови клупи, светилки и уредени пешачки патеки. Просторот ќе добие функција на мини урбан парк, велат од општина Центар. Граѓани кои фрлиле ѓубре после 22 часот биле казнети со казни од 50 евра. Со ова се соочиле 60 граѓани по воведувањето на забраната за фрлање ѓубре од 22 часот до 6 часот наутро. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски изрази задоволство од мерката, истакнувајќи дека со неја е воспоставен ред и дисциплина во одлагањето на отпадот. Според податоците на град Скопје, инспекторите за животна средина во последните 3 месеци извршиле над 45 вонредни контроли во кругот на Охрид, Стаклара и општина Сарај, со казни што се движат од 1000 до 53.000 евра. Покрај тоа, одговорни лица за управување со отпад биле казнети со 3.000 евра, додека физичките лица добиле по 250 до 500 евра казни за неправилно одлагање и палење отпад. Комуналната инспекција исто така извршила 240 контроли на градилишта низ Скопје, кои резултирале со 25 опомени и 11 казни од по 1300 евра. Мерките покажуваат дека инспекцијската служба ги засилила контролите за да се одржи чистотата и редот во главниот град. Скопската зоолошка градина сподели прекрасни вести. Добија принова. Принова кај најмалите мајмунчиња на светот. Еден од нашите парови, џуџести мармозети, доби близначиња, информираа од Скопје Зоо преку објава на социјалните мрежи.
Џуџестите мармозети се сметаат за најмали мајмуни на светот и тежат најмногу до 100 грама. Токму затоа, како што посочија од Скопската зоолошка градина, двете бебиња се уште се тешко видливи со голо око. Тие постојано се на грбот на својата мајка, за нив се грижи целата група, додаваат од Скопје зоо. Градоначалникот на град Скопје Руце Ѓоргиевски сподели убава вест за градот. Започна постапката за набавка на повеќе од 40 возила за комунална хигиена. Со огромна радост ве информирам дека официјално и започна постапката за набавка на специјализирани возила за потребите на јавното претпријатие комунална хигиена, кои ќе донесат ред и достоинство во нашиот град, вели Ѓоргиевски. Тендерската постапка која ја спроведува Министерството за транспорт во соработка со Светска банка е веќе распишана, а по завршување на сите правни процедури ќе започне испораката на возила, информира Ѓоргиевски. Покрај ова посочи дека на седница на Советот на град Скопје ќе биде усвоена и програмата за комунална хигиена, со која градот обезбедува уште повеќе од 10 нови камиони од сопствени средства. Ова значи дека во Скопје ќе пристигнат и ќе бидат ставени во функција повеќе од 40 нови современи и специјализирани возила, кои секојдневно ќе се грижат за чистотата низ градот, додава Ѓоргиевски. Ова истовремено е најголемата инвестиција во јавната чистота во последните 10 години, што јасно говори за нашите силни заложби за доброто на граѓаните. Ова се случува за помалку од 3 месеци откако сум градоначалник, споредено со 8 години во минатото кога биле набавени само 4 возила, нагласува градоначалникот. Вели дека градот ќе располага со доволен број современи возила за да ја покрие секоја населба и секоја улица навремено, организирано и достоинствено. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја